Мора стражар да не дошол по нас, моли. Ајде, одиме да видиме. А? Што лошо му имам сторено на цар? Не знам, тој така рече и мораш да одиш, ајде. Што е ова работа? Ништо не сме направили, Ништо не што е сме сторено. сгрешиле. А? Што е работа? Јас не дојдов по вас, јас дојдов по него. Зошто? Царот така нареди. Ама тој е многу честен, работлив. Мачен. Мачен. Море, луѓе. Јас тие работи не ги знам. Царот не ми ги кажува мене царските работи. Рече да го одесам таму и морам да го носам. Ајде, тргнуваме да ти. Мора? Да. Еми, ако мора сега, само да знаеш, нашава куќа за тебе е секој пат отворена. Да знаеш. И друг пат, верувај, ќе ти платиме. Се ќе ти плати. Многу ви благодарам. Јас не сум за пари. Само можам да ви кажам фала што ме примивте, што ме раневте и ме чувавте. А сега морам да одам. А ако даде Бог, еден ден може би и ќе се вратам. А сега, с Богом. Ајде, тргнуваме. С Богом. Кога е? Кога морало така да биде, сега... Ти човеко, знаеш ли зошто те викнав јас ваму? Сакав да доведам еден сиромав човек во царството и да го прашам што би правил тој да е на моје место. Јас, честити царе, прво би наредил да им се помага на сите сиромашни луѓе, а второ би заповедал во законот за владење со царството да се стави и стихот: и богатио нека ја сети сиромаштијата и сиромавио да го сети богатството. Оти сите луѓе на светот сакат да живеат, а ако богатио ја сети сиромаштијата, ќе успее да ги осознае и маките на сиромавио. Ба, јас така мислам, честити царе. Ако грешам, те молам да ми простиш. Браво си. Нема што да ти простувам. Ништо не си сгрешил. Значи, 3 години ти го дотераа паметот. Си научил како треба да го владееш царството. А сега можеш да дојдеш и да си седнеш на својот престол. А јас ќе исчезнам како што и дојдов. Наредувам тој стих да се внесе во законот за владење со царството. Ајде, запишувај. А второ, наредувам да им се помага на сите сиромашни луѓе. А како трето наредувам крчмарот и крчмарката од првата крчма во нашето царство да ги доведете ваму. А потоа да ги отворите касите и да им помагате на сите сиромашни луѓе.